Кој ќе биде човекот или жената кој што ќе ја води Македонија во наредните години? Председателската кампања е во ЕК. Професорка, мајка, пратеник, жена. Прво што ќе ја прашам, преди посакам да предојде, дали е Македонија подготвена за жена председател? Мислам дека е подготвена. Премиерата беше минатиот пат, но ова мислам дека е финале. Зошто? Затоа што ние жените, вклучувајќи ме и мене, во собранието покажавме дека може да бидеме посветени, вредни, храбри, да предлагаме конструктивни предлози и амандмани и на крајот да се држиме до уставната норма дека пратениците ги представуваат граѓаните и гласаат по сопствено уверување. Овие 4 години граѓаните можеа, кога сакаат, да ги следат седниците на собранието, иако се согласувам дека понекогаш тие наликуваат или тоа наликува на театар на апсурдот, но мислам дека жените пратенички дадоа придонес и оставија впечаток што се помни. Се разбира, во нив се вклучувам и себе си. Можеме да забележам дека можеби повеќе жените има реплики за паметење од собранието, вклучително и вашите, отколку од мажите во ова собрание, како жена морам тоа да го потенцирам. И имаше дури ситуации, кампањата започна, едно од главните обвинувања против вас беше дека ете не сте непартиски кандидат, сепак сте на кандидат на ВМРО ДПМН и околу тоа се кршеа копјата. Меѓутоа морам да забележам дека низ овие години како пратеник, вие дури имавте и случаи кога гласавте спротивно од партијата за некои решенија кои што беа во собранието. Ќе биде ли Гордана Свилјановска-Давкова председател на сите граѓани или пак ќе биде, како што милуваат сега да кажат или да упатат прст кон вас, продолжена рака на ВМРО ДПМН на председателското место? Нити сум била нечија продолжена рака, ниту ќе бидам. Председателот го персонифицира единството на нацијата без оглед на било каква припадност етничка, верска, партиска, идеолошка, полова, родова и така натаму. Така треба и да се однесува. Јас, дури и како дел на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, љубоморно си ја чував автономијата, меѓутоа исто така и се држев до вокацијата, до професијата. Никогаш не заборавив дека ние, професорите, особено оние по право и политички науки, имаме посебна просветителска мисија во собранието и дека воопшто не ни личи да дејствуваме како партиски војници. Впрочем, познато е во светот дека на председателските избори граѓаните може и понекогаш да гласаат за една партија, меѓутоа и за друг кандидат. Зошто? Затоа што е важна личноста. Јас мислам дека 4 години потоа, пред очите на сите граѓани, јас покажав дека ги бранам владењето на правото, правдата, еднаквоста, односно сите граѓани. Токму така. Кога сме веќе кај тоа, сега претендирате да бидете првиот човек на Република Македонија, председател на Република Македонија. Вашето мислење лично, улогата на председателот, ингеренциите кои што ги има, доволни се, не се доволни, што би промениле? Дали би промениле нешто воопшто, нели? Председателот е еден од овластените предлагачи на амандмани, значи може да предложи измени на Уставот, но мислам дека сега имаме важечки Устав и јас ќе споменам нешто што е ноторен факт. И оние ингеренции кои што повеќе имаат церемонијален, а не ефективен карактер, недоволно се користат или се користеа од претходните председатели. Ако бидам избрана за председателка, јас ќе бидам проактивна и се разбира, ќе ги користам овластувањата што се гарантирани со Уставот. Најважното веќе го кажав, ќе ги представувам граѓаните и дома и надвор,
ќе градам национално единство за најважните државни и национални интереси меѓу власта и опозицијата во дискусиите со владата и со граѓаните. Понатаму, мислам дека еден институт што го практикуваше председателот Иванов вреди да се реафирмира, така наречените народни канцеларии, еден демократски феномен, широко раширен во Соединетите Американски држави. Председателот мора да биде близок до граѓаните и со граѓаните. Впрочем, дури и некои владетели во минатото го правеле тоа. Се сеќавате на приказните за калифот од Багдад, кој како просјак шетал меѓу граѓаните за да чуе што мислат за него. Се разбира дека кога зборувам за народни канцеларии, тоа не мора да се само објекти, може да имаат и регионална локација, меѓутоа може да бидат и мобилни, може да биде комуникацијата и онлайн, ама во секој момент председателот како носител на власта мора да ги убедува граѓаните дека власта му извира од нив и дека пред нив е одговорен. Друг еден институт, што речиси никој не го применил или го применил во многу ограничена форма, е обраќањето пред пратениците, односно пред собранието. Уставот вели најмалку еднаш во годината, кај нас тоа стана најмногу еднаш во годината. Мислам дека не случајно постои овој институт и дека председателот преку собранието, а пратениците се исто така како него избрани на директни избори, се обраќа до граѓаните или ги нотира проблемите на граѓаните. Например, замислете кога во надворешната политика, во водењето, прво би имале едно дуо меѓу председателот на државата и премиерот, односно министерот за надворешни работи, а не дуел, се вели дека не се оди надвор доколку не е постигнат консензус дома. И дека двете глави на извршната власт треба да бидат во симфонија, треба да бидат во хармонија. Тоа не се случувало во Македонија. Понатаму, да, мене ми е јасно дека собранието е уставотворниот и законодавниот орган, меѓутоа, зашто председателот да не укаже пред да посегне по вето како кочница на законодавната власт, да превенира или да укаже на проблематичноста на некое решение од аспект на Уставот, зошто бидејќи и тој е под Уставот и законите и одговара за кршење на Уставот и законите. Се разбира, ако нема согласност за тоа и ако превентивното предупредување не вроди со плод, председателот може да посегне по вето. Ветата што сум ги видела не биле темелно и аргументирано образложени, оти добро е со должна почит кон пратениците да се укаже дека законот што треба да се донесе не е во ред. А не само да биде проформа, па потоа ти е повторно да го донесат и веќе да нема. Еве набрзо, за да не и со сите други надлежности, председателот, или ќе заборавев зошто председателот, бидејќи ги представува сите граѓани, да не ги адресира, да не ја адресира пред пратениците потребата од промена на статусот преку закон на најранливите категории. Дури ми паѓа на ум дека доколку не дојде до почитување на неговите предупредувања или дека доколку не вроди со плод ветото, председателот може да покрене постапка и пред Уставниот суд, а богами и да протестира заедно со пензионерите
или заедно со болните од имунолошките болести, или заедно со младите. Да застане за своето Мислам тврдење, дека така и да покаже тој дека ги застанува. представува нив. Да не говорам за меѓународните односи во кои за жал не беше почитувана уставната одредба дека председателот е прв примус во склучувањето на меѓународните договори, А а неколку пати не беше владата според законот за надворешни работи само кога за тоа е овластена со закон, кај нас се случија обратни работи. Значи во таа поделена надлежност мора да има соработка, мора да има взаемно информирање, меѓутоа председателската глава исто така може да биде непослушна, а не послушна, односно подчинета на владата, бидејќи нашата рамнотежа на трите власти како темелен принцип, но не само нашата, туку и во останатите држави, дури и во најдемократските, е пореметена во интерес на владата како најефективна извршна власт. Исто така мислам дека сликата за Македонија надвор, првата слика, сликата што не се заборава, е онаа на нашите амбасадори и други представници, а нив, да подсетам, ги номинира председателот. Ако не се почитува кариерата, ако не се почитува стручноста и компетентноста, тогаш ние нема да имаме добра представа за државата надвор. Значи, најстручните и најкомпетентните треба, особено малите држави, да ги застапуваат како што треба, и особено во мултилатералата, бидејќи, впрочем, тамо нема мали и големи, туку има само членки. Понатаму, председателот има надлежност да номинира 2 члена во судскиот совет, едно од најпроблематичните тела во моментот. Оценската мисија најде сериозни проблеми, тогаш треба да се запрашаме како е можно двајцата членови или членки предложени од председателот, наместо да бидат персонификација на правно знаење, мудрост и искуство, да важат за партиски и непочитувани. Јас тврдам дека моите кандидати за членови на судскиот совет, што треба да биде микроскоп, рентген на судството, коректор на судството, оти може да именува и да разрешува, ќе бидат најдобрите и препознатливите правници. Истото важи и за Уставниот суд, бидејќи се работи за една од најнереформираните институции, за една од најнеактивните институции, и тамо се разбира дека име место на професори по уставно право. Еден пример само за граѓаните. Во Германскиот уставен суд, што е познат и ценет, не само по заштитата на уставноста и законитоста, туку по заштитата на слободите и правата на човекот и граѓанинот, од 18 судии, 5 мора да бидат професори по уставно право. Еве кај нас, нека не бидат само професори по уставно право, меѓутоа, искуството од овие 30 години покажува дека од професорите Џунов и Нетков, преку професорката Старова или Наташа Габер, се препознавала стручноста и компетентноста и тие оставиле печат на Уставниот суд. Понатаму, Советот за безбедност, едно многу важно тело, во кој што покрај луѓето по функција седат и 3 представници на номинираниот председателот. Исто така треба да бидат врвни експерти за безбедносни прашања, тука посебно би кажала на безбедносните закани врзани за климатските промени, тоа е нешто ново, или ако сакате за тероризмот, значи тамо треба да има
постојана дебата Луѓе што знаат што прават. или диалог меѓу оние кои се на власт и треба да градат политики и оние кои се професионалци, експерти и критички настроени. Да не зборувам за системот на безбедност и одбрана, председателот е врховен командант на вооружените сили, но мислам дека многу важно е кој ќе биде шефот на генералштабот или генералите, бидејќи нив ги именува председателот, тие мора да градат систем, да имаат почит, зошто? Бидејќи само на тој начин ќе се гради патриотизам, дисциплина, посветеност, значи таму треба да има исто така кариера. Ајде се сетам на другите надлежности, исто така се по мене важни. Например, за мене е важна надлежноста што изгледа дека е церемонијална, доделување на признанија и одликувања. Зошто? Заради меритократијата. Ако председателот го признава, го признава знаењето, креацијата, уметничките дострели на најдобрите, се разбира дека тој дава потик. Значи, листата на председателските функции не е многу долга, да не зборувам за помилувањето, го заборавив, мора да знаеме дека не може се да биде концентрирано во Министерството за правда, оти со него раководи политичар, партиски човек, и не случајно во историјата секогаш помилувањето е во рацете на председателот или некогаш на монарсите. Целта е правото да се дополни со правдата, бидејќи председателот има една спрега овде и кон судскиот систем, односно кон судовите, кога се работи за правда, понекогаш и да посегне по овој инструмент. Значи, да заклучам, не сум за проширување на председателските функции, зашто во отсуство на демократска традиција, тоа може да доведе до нешто што е познато во Латинска Америка како лична власт на председателите, или како што тие велат каудилизам, или во европската историја нешто што влече корен од цезаризмот и од бонапартизмот. Меѓутоа, во некоја уставна измена која ќе биде втемелена во анализи на експерти кои за жал ги нема во нашата уставна комисија, мора да се нотираат проблемите што произлегуваат од некои нецелосни уставни решенија или непрецизни уставни решенија или од уставните празнини. Зошто? Зашто тоа ќе биде во функција на функционирање на Македонија како држава заснована на стандарди и решенија што се предвидливи. Ќе ви кажам едно решение, например, околу доделувањето на мандатот за состав на влада. По секои парламентарни избори се појавуваат определени проблеми. Во овој дел мора прецизно да се утврдат постапките врзани за овластувањето на нема можност за толкување вакво председателот. или така. Или еве ќе ви кажам нешто на што сите ни се чудат. Например, парламентарните избори кај нас ги распишува председателот на собранието. Нелогично. Што ако е распуштено собранието? Секаде. Парламентарните избори ги распишува председателот на државата. Во Уставот, да речеме, нема прецизни одредби за вонредната состојба, а ние се соочивме со неа, за задолжителното поднесување на уредбите со законска сила пред собранието кога ќе може да се состане. Значи, има низа одредби што треба на вистина да се стандардизираат
по примерот на одредбите од уставните демократи, како што се Оние што ја средиле таа како што работа се како што европските. треба. Но не со наметнување, какви што случаи нашите уставни измени досега, Со сила. главно беа октроирани и однадвор, а не беа во функција на обезбедување на уставен поредок што ќе дава резултати И ќе функционира. а кој оневозможува дискреционо постапување и ја штити правната држава. Иначе противник сум на избор на председател во собранието од многу причини. Тогаш има опасност сите три власти или двете најважни власти Тогаш ќе биде продолжена да се рака најдат, на да се партијата. најдат во рацете на иста партија и коалиција. Тогаш има опасност од уцени, има опасност да не можеме да избереме председател на држава, има опасност легитимитетот низок на собранието да се пресели, бидејќи тоа ќе биде не директна власт, туку изведена власт, кога имате спорен легитимитет или низок изборен легитимитет, тешко можете да бидете, да персонифицирате надпартиски статус и да ја браните нацијата. Споменавте, вашиот слоган е да ја направиме Македонија горда. Прво морам да ве прашам, има коментари дека е позаимен слоган од Трамп, Let's make America great again, дека наликува. Меѓутоа, вие образложивте дека слоганот алудира на тоа дека кај нас е изгубено гордоста, представувањето на Македонија, секогаш сме со подвитка на опашка, Така. не сме персони. Како ќе ја направиме Македонија погорда според Значи, вас? напротив, ништо нема заедничко со логото, со мотото на Трамп. Напротив, ние сме свесни дека Македонија е Со подвитка мала на опашка. држава, меѓутоа држава со сите белези. Зошто го одбрав? Го одбрав затоа што е очигледно дека Ни фали гордоста апатијата станала депресија. Дека кога државата ја водат несигурни и фрустрирани луѓе, тие го зборуваат она што мислат дека треба да го кажат, а не она што го мислат, и дека забораваат на националните и државните интереси на малата Македонија и спремни се да ги жртвуваат, зошто? Заради тоа што се импресионирани од представниците на големите држави или најмногу од представниците на Соединетите Американски држави и Европската Унија. Таквите луѓе се непотребни. Зошто? Бидејќи од повелбата на Обединетите нации, преку Европската конвенција за фундаменталните права или преку договорот за ЕУ, ќе видиме дека во процесот на одлучувањето нема разлика меѓу мали и големи Глас е држави глас. и дека темелните вредности се заеднички. Јас се шокирам кога не гледам насмејани лица. Не е пријатно да прочитате дека сме најнесреќната нација, најсиромашната нација. Не е пријатно да прочитате дека сме во врвот по корупција и криминал, дека не стоиме добро со долговечноста, односно со векот на животот. Не е пријатно најдобрите студенти да ги гледате, па дури и да им Без пишувате работа. препораки или без работа, или на заминување. Така. Тие се нашите европјани, значи со работа, со посветеност, со успеси во сите области, Почитување на ние ќе професионалност си на ја делата, стекнеме само довербата и само почитта, ама заслужена. Тоа ќе го препознаат
Сите други, тоа е европско, тоа не е рефренот ЕУ, НАТО и слично. Не. Погрешна е перцепцијата дека се качуваме на воз за Брисел. Не, Треба нема Брисел да качување. дојде кај нас. Така. Да. Брисел треба да го препознаеме овде. Значи, само луѓе кои се почитувани надвор, и само луѓе кои се почитувани дома, и само луѓе кои се почитуваат себе си, заслужуваат почит. Истото се однесува и на малата Македонија, која може да биде многу голема во културата, во спортот, во науката, во образованието. Оти тамо нема големи држави. Јас сакам да живеам, многу пати тоа го кажувам, во стандардна, нормална, досадна држава. Зошто? Зашто кога таа функционира, тогаш можете вие да се занимавате Со се друго. со се друго. Вака ние се занимаваме само со себе, ама не на начин да се надпреваруваме, да се развиваме, да се докажуваме, туку да се омаловажуваме и навредуваме. Тоа кај луѓе со предрасуди, се уште се живи предрасудите кон Балканот, особено кон Западниот Балкан, вродува со заклучок дека се што ќе предложат, овде ќе се почитува. Многу пати тука го споменувам и уште еднаш познатиот американски професор Джозеф Вајлер, кој што од другата страна на океанот критички ја анализира Европската Унија и го критикува начинот на проширувањето, односно вели дека односот не смее да биде како постар и помлад брат или како судија и обвинет, и има забелешки на тоа дека и кандидатите за кандидати имаат право да размислуваат и да предлагаат решенија за иднината на Европската Унија. Европа е поширок поим од ЕУ, ние од секогаш географски, историски, културно сме биле дел од Европската Унија. ЕУ го поттикнуваше распадот на комунизмот, што значи има морална обврска кон Балканот и кон нас. Ние исто така имаме што да внесеме во единството на различностите, традицијата во соживот, ако сакате, хетерогеноста, веќе ја споменав културата, меѓутоа демократијата се учи подобро внатре, а не надвор. Да се создаваат и фрустрации, Значи, да сме надвор. исто така работната сила наша е поквалификувана од многу други. Како што гледате, проблем има во западното општество со неа и ние имаме проблем, и сега ако го изгубите најдоброто или го подарите без да се борите деновиве за секој лекар, за секое медицинско лице, тогаш вие се однесувате неодговорно. Значи, почита треба да ја заслужиме, ако се почитуваме, и ако не почитуваат, ќе бидеме горди. Затоа треба да ја вратиме гордоста на државата, но тоа не е елитизам или етатизам, бидејќи држава не сум ни јас, држава не се ни само некои групи, држава се граѓаните. Во едно граѓанско општество што живее мирно, во просперитетна држава и во правна држава, се разбира дека гордоста може
да цвета. Да цвете и се друго ќе се врати, токму така. Споменавме за Европската Унија, едно од обвинувањата кон вас како личност е дека сте русофил, дека сте против албанците, дека сте против Бугарија, дека и така натаму. Дали е Гордана Селјановска Давкова русофил? Воопшто. Освен реков да сакам руска литература и не мислам дека забраната на културните дострели... Многу лесно денеска се чини се лепи таа етикета русофил, мислам. Напротив, знаете, кога ја читате руската литература, кога го читате Чехов, Достоевски, Толстој, гледате дека во книгите се полни со француски изрази, со германски изрази. Тоа е нешто друго. Целата моја кариера, сиот мој живот е врзан за Европската заедница, односно за Европската Унија. Ако сте од 96-та година во Советот на Европа, во групата на независни експерти за Европската повелба во 2 мандати под председателка, ако сте биле кодиректорка на мрежата на истражувачи на локалната самоуправа, ако сте биле член на Венецијанската комисија, ако сте издавале во Palgrave, Macmillan, Routledge, Леван, New York Scholarly Publications, мислам дека апсолутно одговорот е не. Значи, јас веќе сум во Европската Унија одамна и по своето образование, и по компетентноста и стручноста сум докторирала во Словенија, која што е во ЕУ, а и универзитетот на кој што сум докторирала е меѓу 300-те во светот. Значи, јас сум во ЕУ, меѓутоа јас сакам да живееме по европски стандарди. Јас не знам, значи, зошто речникот е како од времето на студената војна. Јас никогаш така не размислувам. Секогаш велам дека нема добра војна и нема лош мир. А што се однесува до антиалбанството, знаете како? Доволно е само еден податок, веќе се срамам да го кажувам заради нашите побратими кои живеат во Соединетите Американски држави. За девојче кое што со 8 годишна возраст, бидејќи мојот брат Гоце и Салија се побратими, брат ми е имал 12 години, кое одраснало во едно албанско кичевско семејство, спремно да направи се за мојот татко, кој зборуваше и албански и турски знаеше, навистина бизарно, намерно го потребувам изразот, да речете дека е антиалбански расположено. Да, јас сум против корупцијата и криминалот. Тие не познаваат етничка и верска припадност. Нападите врз некои партии, односно нивните лидери и членови, кои се од албанска етничка припадност, немаат врска со албанскиот народ, ниту имаат врска со мене. Нападите дека сум антибугарски настроена. Добро, мора да констатираме доколку станете председател на Република Македонија. Ќе се обкружам. Уставот ве чека вас. Така. Значи, јас заборавив да кажам. Да, ќе формирам еден мал кабинет, но во тој кабинет се разбира дека јас ќе водам сметка и за етничката, верската припадност, но на прво место ќе бидат стручноста и компетентноста. Кога е во прашање во Бугарија, страна ми е таа, под наводници, погрешна логика или етикета, не. Во гимназиските денови, поминати во Ѓорги Димитров, јас не знам колку размени
на ученици имало. Не само што сме оделе тамо, сме се дружеле, сме си верувале. Рецензент на мој учебник е професор од Бугарија. Еден од најголемите пријатели во Венецијанската комисија беше професор од Бугарија. Понатаму сум издала заедничка книга, колективен труд со професор од Бугарија за политичките партии и внатре-партиската демократија. Значи и тоа не држи. Меѓутоа, да, кога говорам за бугарските политичари и за ова нивниот што нас ни се однос, случува, бидејќи така. јас сум сега во политиката, очекувам најголемо разбирање од нив. Многу пати сум рекла, тоа фактот што држави кои се по-хетерогени во поглед на етносот и по-мултикултурни од нас, Летонија, Латвија, Естонија, влегоа брзо во Европската Унија, се должеше на пријателскиот регионален однос Добри на комшии. Финска, на Данска, Добри на комшии, Шведска. Судбина ни била да живееме заедно, едни до други, и ако не се помагаме, јас не разбирам како може да очекуваме другите да не разбираат и да не помагаат. Значи, кога се во прашање темелните вредности на Европската Унија, темелните принципи, вградени во договорот за ЕУ, во Лисабонскиот договор, да, јас ќе ги подсетувам, или ако сакате, односот кон Конвенцијата за човекови права, или односот кон Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата. Не можете да барате од другиот, А да не дадете. а ништо да немате. Значи, ние имаме во Уставот еден голем дел, што не е редовна пракса во уставите светот, на така. земјите на Европската Унија, за заштитата на малцинските права. Суштината е тамо. Не е ни во Франција, Во- која што всушност А, беше... ја споменувам. Знаете, не ја ратификува Франција. Така. Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата, и многу чудно е тогаш да се повикувате на предлог што е далеку од она што вие го имате вградено. Па дури јас тоа го кажувам и за политичарите од Словенија. Еве, на пример, Словенечкиот устав, во уставот споменува две заедници. Италијанската и унгарската. Ама тоа не значи дека има само две заедници. Во Словенија има и роми, и хрвати, и австрици, и босанци, ама во нивниот устав, покрај италијанската и Нема унгарската други. заедница, пишува и други. Така. Значи, не можете вие сите да ги набројувате, или кога некој ќе посака затоа што е дел од европското семејство, вие веднаш да го менувате уставот. Зошто го кажувам тоа? Бидејќи во договорот за ЕУ има член 4, кој што вели дека ќе се почитуваат политичките и уставните структури на државите. Или дека членот 8, дека ЕУ ќе помага во склучувањето на договори меѓу членките на ЕУ и соседите врз реципрочна основа. Да подсетам, во договорот за пријателство и добрососедство нема Нема ниту еден збор за уставни измени. Во бугарскиот устав нема гаранција за заштита на правата на малцинствата, освен што ја има онаа клаузула недискриминаторска врз основа на пол, раса, социјален статус, и пишува и национална припадност. Забранети се партиите врз расна и етничка основа. И најважното, првиот копенхагеншки критериум е владење на правото. ЕУ пристапи и кон Конвенцијата за заштита на човековите права и ја признава јурисдикцијата на судот во Страсбург.
Во судот во Страсбург има и бугарски судија. Како може тогаш пресудите да важат и за членките, и за кандидатите, а да не важат за Бугарија? Дури 14. Така. И на крајот последната реченица. Чудно е да барате уставни измени од некоја кандидатка за да почне преговори. Значи, уште не сте внатре, па да важат правилата за вас, а од вас бараат критериум што досега никој од никого не го барал. Досега билатерален спор не бил вграден во некоја преговарачка рамка. Тогаш е логично дека, ако сакаме да се водиме од духот на договорот за пријателство и добрососедство, преамбулата, дека Бугарија ќе ни помага на патот кон неу, дека заедно ќе чекориме кон Ајде да неу. видиме како. Еве да ни помогне, а да го смениме ние уставот кога ќе завршат преговорите. Зошто? Бидејќи редовно, иако не во сите држави, имаме држави во кои воопшто нема одредби за Европската Унија, но се европски втемелени, кога ќе завршат преговорите, ќе заврши ратификацијата, тогаш јас предлагам и треба да го смениме уставот и да внесеме глава за односот меѓу националното и европското право. Еве тоа е моментот да го изодиме заедно со разбирање, со почит, со реципроцитет, што би рекле. Значи, темелните вредности важни за Европската Унија и мислам дека тоа ќе биде навистина добро соседство, а не Тогаш ќе лошо покажеме соседство. така. Не Или присила, туку договор. Или пак дури, по бенигерен начин. Интерпретацијата на преговарачката рамка. Нека разговараат комисиите, иако е тоа крајно невообичаено, да, разговарале Германија и Полска, разговарале Германија и Франција, ама не за да менуваат устови и да вградуваат заедничка историја по мерка на оној другиот, туку за да се разбираат. Значи, да заклучам, треба да се држиме до европските стандарди и не случајно, свесни во рамките на ЕУ, дека може да дојде до нивно непочитување од членките, предвиделе член 7, во кој што се вели дека против членка што ги крши темелните вредности, европските пратеници или Европската комисија може да покрене постапка за ограничување на одлучувачките права. Значи, има гаранција за нивните барања, така. Во паузата под плаштот на пиење кафе да се оневозможи блокадата, еве има и члени, јас на вистина очекував од пратениците во Европскиот парламент, па и од оние во Европската комисија, да и укажат на Бугарија на овој член. Впрочем, ЕУ покрена постапка против Унгарија и Полска, тие завршија како што завршија, заради кршење, но како што гледаме, овие одредби не важат за Бугарија. Значи, спроведувањето на пресудите и разбирањето на соседот, понатаму ставање крај на говорот, што го слушаме секој ден, на вистина, кај нас со право раѓа многу дилеми. Но, мислам, бидејќи мотото ми е да ја вратиме гордоста на Македонија, дека тоа е врзано и за отсуството на гордост кај главните носители на власта и преговарачите. Се разбира дека тие треба да бидат луѓе на народот, луѓе кои ќе укажуваат и на нашите чувства
ке укажуваат на нашиот идентитет, за кој што исто така, според одредбите на главните европски документи, се вели дека ќе се почитува културниот идентитет, националниот идентитет. Ако нешто се почитува, тогаш за него не се разговара и преговара. Значи, има Рамковна конвенција за заштита на правата на малцинствата, тамо пишува јасно дека правата се гарантираат за големите малцинства, значителен број кога е малцинството, или кога се работи за автохтоно малцинство низ историјата. Ни двата критериуми не се присутни во нашиот случај и јас, значи, одговорно тврдам дека бугарите, припадниците, македонските граѓани со бугарска етничка припадност ги уживале, ги уживаат и ќе ги уживаат малцинските права, и тоа високи стандарди на малцински права. Со што не може да се пофалат многу држави, а особено нашите соседи Бугарија и Грција. Ке биде се чини ова тешка кампања за вас, веќе чека тежок месец, единствена сте жена помеѓу толку мажи. 200, да, добро, толку мажи. Треба да истрчате оваа кампања. Она што е видливо уште на самиот почеток, а јас морам да го забележам, е дека почна остри зборови, остри навреди, дали кон вас или кон другите кандидати, не е битно. Јас досега и во минатата кампања и за време на вашето претеничко искуство овие години не сум веќе чула да употребите навреда, и тоа морам да го кажам, дури кога знаете да пецнете некој, го правите тоа со речник и начин на кој што доволно кажувате што треба да се каже, а сепак не сум веќе чула да користите навредливи зборови, па затоа морам да ве прашам ваша оценка за оваа кампања досега, што очекувате и ќе успеете ли да се износите со црна кампања доколку ја има, нели? За жал ние трошиме време, енергија, ама трошиме и углед, достоинство и гордост, занимавајќи се со другиот, а не со програмските предизвици. Ниту сум се обраќала директно кон некого, ниту тоа ќе го правам во оваа кампања. Иначе тоа е одлика на фрустрирани луѓе. Фрустрираните луѓе не само што не размислуваат за почита кон другиот, туку немаат и само почит и мислат дека сите се како нив. Инаку, да, понекогаш човек, за да не го навреди другиот, кога тој го навредува, посега по она зашто се вели дека е по хуморот, како последна одбрана од несреќата, или понекогаш по алегории и цинизам, оти не знаете како да се однесувате со такви луѓе. Значи, ете тоа е уште еден доказ. Ако некој не се почитува себе си, бидејќи ако се само почитувате, вие волтеровски ќе се однесувате и штом сте седнале со некого, сте седнале за да разговарате, а не за да сатанизирате. Тука и вие, новинарките и новинарите, мислам дека треба да имате определена улога, наместо немо да наблюдувате невоспитан, примитивен атак врз личноста, да го оневозможите тоа. Впрочем, ние денеска подпишувавме некаков кодекс за фер и демократски избори. Значи, мислам дека ете тоа е една од причините за чудниот однос на другите кон нас. Што препознаваат или личности кои се субвисивни,
бидејќи не се сигурни во себе, немаат зад себе успеси во сферата од која доаѓаат и битката за политиката ја трансформираат во инстинктивна политика, во макијавелистичка, дека целта го оправдува средството, а не дека цел е да избереме добар или добра председателка, што добро или подобро или најдобро ќе ги представува граѓаните и ќе ги брани националните и државните интереси. Се учи демократијата, ама мислам дека многу тешко се трансформира личноста и кога во играта, во етерот, ќе слушате нешто што не е нормално, што не е стандардно, што не е вообичаено, бидејќи личи тоа на, па не знам дали и тамо личи, на арена, на битка во која мора или да се преживее или да се умре, нешто што го гледаме на утакмиците каде што страста доминира. Затоа јас велам, има различни видови на дипломатија, но луѓето, да, треба да го кажуваат секогаш она што го мислат, Но да бираат зборови. но да бираат зборови, бидејќи тие болат и тешко се лекуваат. Не само што ве болат вас, може би човек ќе рече па од кого е и не треба сериозно да се сваќа, туку ги повредуваат и вашите блиски, ги повредуваат и оние кои ве почитуваат, пријателите, ги повредуваат на некој начин сите жени, ако имаме мачо говор, Така. ако имаме сексизам, ако имаме мизогинија. Но, ако е за утеха, јас секогаш велам дека тоа што го зборуваме и тоа што го правиме, зборува за нас, не за другиот. А мислам дека нашите граѓани некои работи научија и видоа, можат да споредуваат, некогаш и не можат да ги препознаат личностите, бидејќи луѓе кои пред неколку години дури неумерено ве фалеле и глорифицирале, сега слушате дека посегаат по еден друг говор. Јас сум истата. Во овие 4 години го издржав тестот на демократијата на времето. Мислам дека конзистентна бев. Тоа може многу лесно да се проверува. Како жена во собранието внесов многу промени, како председателка на Комисијата за еднаквост на жените и мажите. Се борев за еднаквоста и ќе се борам. Ќе ги штитам ранливите секогаш. Се разбира дека ќе повикувам на нешто што понекогаш го забораваат мажите. Да не се откажуваат од ум, од знаење, од енергија, од креација, убавина, наречи си половина од популацијата. Само маж и жена прават човек. Светот виден низ нашите очи е малку поинаков. Значи, потврдени и горди мажи почитуваат жени. Потврдени и реализирани жени почитуваат мажи што заслужуваат почит. Меѓутоа, мислам дека е време за исчекор. Немам рационален одговор и нема да го имам. Се додека не го следиме чекорот, ритамот на совршениот креатор природата. Гледате каков баланс направила меѓу мажите и жените. Значи, нема логичен одговор. Како може ако во образованието доминираат жените? Ако во здравството доминираат жените? Ако во судството доминираат жените?
да немало досега во 30 години жена председателка на држава, а имало обиди да немало жена премиерка, да немало жена председателка на собрание. Логично ли ви е вам тоа? Неприродно е. Ајде да фатиме една нова ера. Да се обидеме да овозможиме женски чекори или женски печат на највисоко ниво. Да инспирираме многу жени. Да инспирираме джентлменство кај мажите. Да балансираме. Јас веќе напишав на еден Facebook статус дека во ова предвечерие на изборите многу радосна бе, се разбира во тоа имаше и алегорија и цинизам, кога дознав дека во 6-та изборна единица ВМРО ДПМНЕ предложило повеќе жени од мажи и дека не била исполнета онаа квота од 40%. Но во другата насока, да. И дека листата била вратена, велам, па ова е одличен пример, за разлика од вас, ние во почитувањето на недискриминацијата ќе се однесуваме поинаку. И затоа да не се чудат луѓето ако во мојот кабинет има повеќе жени, кога го промовирав, и тоа критичарки, тоа сакав да кажам, еден председател одговорен треба да се обкружи со критичари, а не со обожаватели. Само од нив имате полза. Еве, држете ме за збор. Бидејќи тогаш ќе исчекорите. Можете вистинската слика да ја направите. Може вистинската да го слика. видите и различното мислење. Инаку ќе бидете политички егоцентрични, ќе се замислувате дека сте политички богови и божици, нема да ја имате реалната слика. Ние мораме реално да направиме исчекор. Патриархатот повеќе доминирал во историјата од матриархатот. Јас не сум ни за патриархат, не сум ни за матриархат, ама мислам дека од војните до безбедносните дилеми, до образовните предизвици, до политиката во женски род како уметност на можната, или што вели Хана Аренд, усогласување, трагање по заеднички решенија, дека укажува на потребата од реформи, од длабоки реформи, секаде, а особено во ова мала држава со големи предизвици, но и со потенцијал, ако ние ги вклучиме во развојот најдобрите, ако ги привлечеме, ако најумните дојдат на право место, а не најпартиските и најполитичките, мислам дека од сегашната политичка пустина ќе направиме цветна градина. Имате можност тоа да им го представите на граѓаните. Граѓаните имаат можност да препознаат оно што го велите, дали им се допаѓа или не им се допаѓа. Ќе видиме каков ќе биде резултатот на изборите. Јас ви посакувам мирна кампања, кампања која што ќе значи, која што ќе ве направи вас горда како е завршена, без разлика нели на исходот. И ви благодарам за гостувањето. И јас ви благодарам многу за поканата. Ќе ги следиме и понатаму председателските кандидати, се што тие нудат. Бога ми ќе гледаме кој се има да каже, која програма ќе ја понуди. Нема да се занимаваме во студиото на А1 со рекла казала муабети, а секако по изборите ќе пратиме и што избраниот ќе направи од тоа што го ветил. Останете на А1.